Посетата на највисоките бугарски власти изминатиот викенд на Битола и Охрид предизвика лавина реакции во македонската јавност, особено отварањето на бугарскиот културен центар во Битола, кој го носи името на Ванчо Михајлов, а каде присуствуваше и бугарскиот премиер Петков. Поранешниот македонски министер за надворешни работи Никола Димитров смета дека е потребен целосен пресврт во македонската политика кон Бугарија, што ќе се темели на достоинството на нацијата, на европските принципи и на меѓународното право. Ваквата политика не само што го подхранува апетитот на Бугарија и потврдува дека ветото е продуктивно и работи за нив, туку не води сметка за достоинството на македонскиот народ, кој со право се чувствува навреден и онеправдан, вклучувајќи ја и парадата во Битола. Иако отварањето културни центри представува чекор кон зближување на народите, именувањето на установи од областа на културата според докажен соработник на фашистичкиот режим од Втората светска војна не служи на таа благородна кауза, вели председателот на државата Пендаровски. Во Битола беше направен обид еден докажен соработник на Хитлеровиот нацистички режим да биде представен како мост на зближување меѓу двете држави. Сигурен сум дека ниту македонскиот ниту бугарскиот народ сметаат дека ликот и неделото на Ванчо Михајлов може да придонесат во таа насока. Поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов вели дека посетата била тест за трпението на земјава да поднесе дипломатски и политички поднаводници удари и да ја отпочне борбата околу преговорите со Европската Унија. Сметам дека тестот беше договор меѓу спротивставените политички партии во бугарскиот парламент, од чии редови доаѓаа посетителите во Битола и Охрид, за на лице место да се уверат сите представници во издржливоста на македонската посветеност на европската агенда. Овој пат зборот тест го дефинирам нешто како помеѓу провокација и искреност. Бугарската позиција во однос на македонските евроинтеграции ја забетонира и заменик председателката на Бугарија Илијана Јотова. Таа од Охрид изјави дека впишувањето на бугарите во македонскиот устав не е единствено прашање за да Бугарија го тргне ветово за земјава. В изработването на съответната методология за преподаване. Потребно е да се промени и методологијата за изработка на учебниците, а историската комисија меѓу двете земји заедно да ги утврди текстовите и тие соодветно да се внесат во учебниците. Второ, бараме отварање на архивите за извршените злосторства и прогонот на лицата само затоа што покажале бугарска самосвест. И трето е сквернавењето на спомениците, како што беше случај со уништувањето на надгробната плоча на еден бугарски офицер. Екс-амбасадорот Филипов поради ваквите бугарски услови смета дека земјава уште долго ќе чека на почеток на преговорите со Унијата. Тогаш тоа нема да се случи во скоро време, бидејќи самите преговори околу учебниците може да траат, односно разговори или работата на историската комисија може да траат долго време и тие две работи не би требало да се повлекуваат, да се поврзуваат едни со други. За сквернавење на споменици не ми е познато на што се однесува тоа. Тоа се појави кои што не може да бидат услов, такви работи има секаде. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.